Здраво повторно, со мене е Мери Арсовска, поетеса која што вечерва овде пред нас собраниот народ на овој граѓански собир во организација на ГДОМ ќе одржи говор и едноставно ќе испрати својата порака. Мери, добро вечер и ти благодарам што прифати да бидеш линковски врзана нели оваа вечер. Добро вечер до гледачите на телевизија Нова и огромен поздрав пред се до македонскиот народ. Ете, ние тука во Битола повторно во истото време, на истото место, граѓанското движење за одбрана на Македонија се собравме за да го искажеме нашето барање за фер и демократски избори како единствен метод во едно демократско општество за доаѓање на власт, каде што народот само на избори ќе си го каже своето да или не. Со случувањата кои се случуваат моментално со нашата земја, наметнати дали од внатрешни или надворешни институции, можам да кажам дека овој македонски народ е миролюбив народ, вреден народ, трудолюбив народ и никогаш во неговата душа не ја носи омразата. Затоа и не верувам дека токму баш овој народ ги руши или ги урива нашите културни споменици или државни институции кои се градени од потта на самиот македонец. Бидејќи кога овој македонец може и да изгради, да се покаже надвор во светот со неговата работа како вешт вајар, сликар, зидар и остава своји дела во туѓите метрополи низ Европа и ширум светот, де верувам дека тој се ја уништува и ја руши сопствената земја. Затоа и пораката оваа вечер е во предвечерието, ете пред празникот, големиот празник Свети Ѓорѓија, заштитник или победоносец, повторно да се собереме на мирен, убав, демократски протест и да кажеме да, овој народ е за избори. Сметате ли дека токму изборите на 5 јуни се она што може да ја разреши моменталната политичка криза во земјава? Или предпоставката е дека можеби и после 5 јуни проблемите и политичката криза ќе останат? Знаете, да, изборите ги сметам дека се потребни во овој момент за решавање на политичката криза, но и сметам дека оној кој решил да ја урива Македонија повторно ќе ровари или ќе ги подкопува темелите на нашата земја. Но ако народот сложно кажи да за Македонија, тогаш никој ништо не ни може, бидејќи оваа земја постоела, постои и ќе постои. Мери, вие не сте прв пат на овие граѓански собори во организација на ГДОМ, бевте и предходните пати. Кажете ми, како сте задоволни од одзивот на граѓаните? Доаѓаат се помасовно, секој собор е помасовен и луѓето не се откажуваат. Сметате ли дека трпението на граѓаните ќе дојде до еден степен кога едноставно ќе се уморат од праќање на пораката дека Македонија треба да биде цела? Не, оној што ја сака Македонија никогаш нема да се умори од доаѓањето тука и од праќање на пораки за опстанок на Македонија. Значи не се работи за власт, бидејќи многу добро знаат политичарите дека на власт на кој начин се доаѓа и ако те сакат едноставно граѓаните. Но овие граѓани знаат дека се работи за Македонија, а ние многу добро знаеме од минатото дека за Македонија се гинело, но и Македонија сме ја продавале.